Европската Унија со децении гради партнерски однос со земјоделците. Тие ја хранат Европа, а Унијата им дава поддршка за квалитетно производство и достоен живот. И покрај важноста што имаат во производството на храна, земјоделците во просек земаат по 40% помалку приходи од вработените во останатите сектори. Зависат од временските и климатските промени повеќе од било кого друг. Токму затоа ЕУ служи како чадор за заштита на земјоделците во Унијата. Темел на овој однос е така наречената заедничка земјоделска политика, преку која се креира партнерство меѓу земјоделскиот сектор и општеството, но и помеѓу Европа и незините земјоделци. Креирана е со цел да им овозможи поддршка и подобрување на продуктивност, обезбедувајќи стабилно снабдување со храна по прифатливи цени. Истовремено, земјоделците не се доведени до рап на екзистенција, туку имаат одлични можности за развој и за достојна заработка. ЕУ им подава рака кога на пример им треба нов трактор или нова машина. ЕУ е тука и кога сакаат да воведат иновација во одгледувањето на земјоделски производи или на пример да го автоматизираат процесот на одгледување говеда и производство на млеко. Можностите се големи, исто колку што се и самите идеи на земјоделците. Благодарение на заедничката земјоделска политика, граѓаните на Европската Унија имаат безбедна и здрава храна. Во секторите земјоделие и производство на храни и услуги во рамки на ЕУ се вработени над 44 милиони луѓе, вклучувајќи над 20 милиони земјоделци. На земјите кандидати за членство во ЕУ, на располагање им е ИПАРД програмата на ЕУ. Преку неа се обезбедува финансиска помош за одржливо земјоделство и рурален развој. Програмата ИПАРД овозможува инвестиции во земјоделските стопанства за преструктурирање и надградба до стандардите на ЕУ. Се обезбедуваат и средства за инвестиции во преработката и маркетингот на земјоделските производи. Со овој инструмент, земјоделците од нашата држава со една нога ќе бидат дел во Унијата и пред земјата да стане полноправен член на европското семејство.